Пред околу 3-4 години почнав да истражувам малку околу пресадување на коса, не ми беше познато што и како се случува и решив да исконтактирам некои клиники од Турција. Пишав со 2-3 клиники, отидов у една клиника и малце да видам за што станува збор и ова траеше 2 години. Значи изгубени 2 години, буквално. За да сватам после 2 години дека процесот е ист. Значи пресадување коса, кај да го направите во светот е едно исто. И кога дознав, некој ми кажа, вика, бе, се отвори на клиника, ватан си ја видел ли? И викам, слушај бе, што знам дали ова кај нас треба го направам, ја би отишол у странство, знаеш малце. Во принцип ние секогаш имаме повеќе доверба кога е нешто надвора, не е во државата. После викам, ајде да пробам, ајде отидам на консултација. И пишав на дечки, одма ми брате, моментално. И викам, ја би да дојдам да се види. Кај секој човек е различно. Кај некој има погуста коса, кај некој има поретка коса, тоа се зависи веројатно од дебелината на влакната. И така ќе ти кажат они. И има ситуација кај што може да ти кажат, дечко, тебе спасти нема. И тоа се случува. И тоа не е лошо, подобро кога ти каже не бива, отколку да направи нешто и да нема добар резултат, да бидеш разочаран. Значи они ќе ти кажат може или не може. И вика ајде да пробаме, вика, и викам колку јам да размислам ја време за ова, па вика имаш време, али биди брз заради тоа што вика немаме многу термини. И одам вечерот од дома се мислам. И сега викам, знаете што, ја го правам ова. И вика, знаеш ти што? Викам што? Ајде јутре. Буквално беше од денес за утре. Ајде, добро, викам, и дојде малце нагло, знаеш, од прва. И одам малце со страф. Викам, леле, пак е оперативен зафат, така. Викам, сега, кој знаеш ова, како ќе биде? Знаеш, слушаш луѓе ти кажуваат боли, некој ти вика не боли. Ќе видиш што ќе се случи тоа како ќе ти отече главата, ова ќе се случи, На крај викам, ќе игнорирам сите што ми зборат, ајде го направиме. И добро, одиш таму те пречекуваат се што треба, ти кажуваат што не треба направиш ден предходно, што треба, како треба се однесуваш, што да јадеш, што да пиеш, што не смеш да јадеш, што не смеш да пиеш. И можеш да ги почитуваш тие правила на игра. И ајде отидов и прво ме дочека со машинка за шишање и вика ние мора лустра ти шишаме. Тоа никош во живот го немам направено. Викам ајде за прв пат ја викам да видам како ќе изгледам. Нула, скроз. Трап, една минута работа, нормално. И вака се гледам во огледало и викам ја и скроз без коса добро ми изгледа. Може и вака да останеш и имав некој сомнеш во моментот, викам, да го правам или сега да се откажам и више кога ми ја стаја на целата вата, викам, нема насад, држа, тоа, идеме до крај. Седнав, почнав, викам, се леле анестезија, викам, кој знае како ќе изгледа, што ќе се случува. Нормално или сега анестезија се става со инекција. Меѓутоа, ја немам страф од инекција, немам никаков проблем со тоа. Фактички, осетив само првата боцка од инекцијата, тоа е смешна болка. Не можам и да наречам болка. Како ја инјектира првата доза на анестезија, ништо више не осетиш. Дури не знам ни кога почна не ти осеќаш дека некој нешто работи. Најголем проблем, ова беше многу интересно. Најголем проблем ми беше што они бидејќи екипата од Турција, докторот од Турција, сите што му помагаат се од Турција и они си прават муавет на турски. Тоа е најголемиот проблем. Што ти си сам некој што ќе влезе тука од персоналот ќе ти направи малце муавет, ами они имаат работа, не можете забавуваат се, они ти кажуваат вицови. Телевизор има, ќе изгледаш се што треба да изгледаш. Телефон, значи мора да си носиш телефон со тебе, да си спремиш и си гледаш некоја серија, Netflix, било што, емисија, што и да ви интересира и да си најдеш нешто што ќе правиш на наредните 8-9 сати. Тоа е најголемиот проблем што ти е досадно. Пошто болка нема никаква, нула, треба да си најдеш занимација. Занимација која што можеш да ја правиш само пред тебе, пошто главата не смеш да ја мрдаш, евентуално волку да движиш. Можеш да си земеш, да си играш Game Boy, да си играш Тетрис, мораш да најдеш што ќе правиш 8-9 сати. Тоа е муавет. Они си прават меѓу нив муавет на турски, ако разбираш турски супер, ќе ти биде многу поинтересно, можеш со нив да си правиш муавет, а ако не, станоѓај се. Тоа е. Тоа е најголемиот проблем. И добро сега поминува времето, имаш паузи, можеш да си направиш колку сакаш паузи, дечките се окей ти дават, меѓутоа не можеш у секое време. Преку тоа што има моментот кога ги вадат грфтовите, не сме долго време да стојат така извадени. Значи мора брзо тука да го изработат тоа. Тоа брзо е неколку сати, меѓутоа не можеш ти баш да земеш многу често паузи. Има пауза за ручек, тоа е интересно, да ти вика од кај сакаш да јадеш, што сакаш да јадеш. Нема проблем. Кул. Што е да ти текне, они ќе ти најдат за јадење. Тоа е многу фора и добро и завршува се целиот процес и вика друже ние завршивме работа. Да, ти стават една газа од позади, нормално се тече лимфа, тоа не осеќаш ништо, главата ти е као кацига, вака после не смеш да ја пипаш, меѓутоа од радозналост ние сите вака се фаќаш, не знаеш дали твојата глава фаќаш или некоја друга. Ништо не се осеќа. И добро, и ти се вуат тука 200 луѓе. Како беше, што се случи, боли ли, не боли, прво те вршат дали боли. У принцип,
ако имаш тетоважа, болката после тоа од тетоважата е повеќе поголема него од преседувањето на коса. Например, ја не земав ни едно апче за глава, немав потреба. Сите и сега имаш втора етапа на муавете тука се случува и сега ќе видиш како боле, вика после кога ќе почне да се лади целата ситуација, вика тука застапува болката и паса некој страв, тоа идам дома, ќе ти дадат оние инструкции. Значи првите 2-3 дена треба да пазиш да не се навалуваш напред, да не ти доаѓа тежината, крвта во глава, значи не треба да се пие алкохол, секс ти забрануваат 10 дена, тоа е, друже, ќе издржиш, тоа е. Тешко ми беше име, ама тоа е. И добро, и сега поменува тие 10 дена се ранлив период. Значи тука треба да пазиш ако имаш деца дома, топки, фрлање да не ти удри некој по глава, да не се најдобре се седиш дома, у принцип. Тие 10 дена да не многу се движиш. Пошто не ти одговара никаква акција кај што се дига адреналин, кај што се покачува, односно крвта движи побрзо, тоа све ти е непријател. Најдобре да си седиш дома, си гледаш телевизија, си гледаш, најдеш некоја серија така подугачка и ги си изгледаш тие 10 дена и нема да имаш никаков проблем. После тоа, значи тие 10 дена, они ти даваат опција додеш кај нив секој ден, оние ти измијат главата или ти даваат сите препарати, се што ти треба, ти даваат плюс да имаш дома, пошто е многу просто, можеш и сам да го направиш, тоа се работи со една пена, ја ставаш, се чека 15-20 минути и само плакнеш и во принцип тоа е тоа. Меѓутоа ја одев кај нив, пошто ете викам ајде нека биде како кажал докторот, така нека биде. Сидеш таму, кулци се понашаат, плюс те гледаат. Сега поминуваат тие 10 дена, ти се гледаш ако огледало, значи ќе ти фати главата корупка, некоја таква цела малце чудно, ама осеќаш дека, знаеш, фатена е косата, вака више можеш да се допреш малце. Ти тоа плашливо го правиш што е нормално, и вака се фаќаш, нема болка никаква и викаш јам коса, човече. И тука е многу тој моментот кај што да ја самодовера. Друга, тој филинг е посебен, значи може да го сватат само луѓе кои што ќе го доживеат, не можам да го објаснам. Добро, и поминува и се она почиња си расте. И ти секој ден се гледаш огледало, ја поише не сум се гледал во огледало никогаш во живот. И се гледаш вака цело време, има ефектот е многу брз. И добро, и таму после не знам кој ден беше сега, вајда, уствари месец дена да поминува, она расте и паѓа цела у 5 дена. И ја тука одма вртам по дечки, ова нешто не е уредно, се случува, не бе ужива. Смири се, нормален дел од процесот. Ама пак имаш еден сомнеш, викам, ама они викаат ќе почне сега да расте, ама не знаеш ти дали ќе расте. Значи си доаѓаш на твоето пак и последно 3-4 дена, вака фаќаш нешто нова коса, вака фаќаш сап, гледаш дека пркнува више. Се појавуваат такви боцки. Викам почна да расте. Добро, и ти бараат у средин праќаш слики секој месец да видат како напредува, што треба да се прави, ти препорачаат PRP е топ, тоа треба да го направи секој и добро е да го правиш и често у животот, да го правиш многу добро. Фактички ти вадат крв, прават плазма, ја враќаат назад. Нема нешто боле за подхранување веројатно на целото ткиво. Направив неколку PRP-ња, имам уште за правење и ќе ги правам и ќе си ги направам комплети, ќе си ги правам и виднина и добро и почнува да расте косата се. И прво ти онаква коса бебешка, да речеме. Знаеш како ќе ја наместиш, така стои, на сите страни можеш да си ја местиш, си играш. Цел време царацето коса. И тоа е добро. Че ти викаат ти кога се бањаш, у принцип има нивни шампон што е многу добар, препорачан од нивна страна, да се користи тој, е многу слаб шампон, нема него хемикали природени и така натаму. Тој си го користи шампон, се користи многу малце шампон и ти викаат треба да се масираш. Значи цело време треба да масираш главата за да правиш крвоток. Тоа е многу битно. Значи и ја и до ден денес, значи кога си ја мијам коса, се масирам да си направам крвоток. И почна да расте. Више размислуваш сега ти каква фризура ќе носиш. Они ти даваат неколку варијанти и они ќе ти кажат како одговара на твојот физикус да изгледа фризурата, може да ги послушаш, може да не ги послушаш, тоа е више од тебе. И ја одбрав ова, некој ми пиша многу јако беше на социјални мрежи, како фичо кој индиски војник, се умрал од смеење. И буквално се гледам нашо како ќе залепам скроз, бас сум кој индиски војник. Иначе што ти кажам поише. Знаеш? Сега више си купив прв чешел у живот, подеш да си одбереш добар чешел, кеф ти кога си купуваш чешел. И сега ја одлучувам вака да ја носам на страна. Сега баш разговаравме, сега ќе пробам назад, онака гангстерски да ја носам. Ќе видиме како тоа ќе изгледа. Не сум пробал уште, немам храброст, треба уште малце им порасне подолга, але сега си има димензија. Имам 15 сантима коса имам, човече.
ова не ми се десило. И за прв пат у животов, пред излезам од дома се гледам огледало да не ми е растурена косата. Тоа не ми се случило никогаш минатот. Или ставам капче или нема што се растури. Тоа е тоа. И сега тука беше многу интересно, кога почнав првите видеа да ги вадам без капче. Луѓе гледаат вака и не им се верува. Гледат луѓе што не ме виделе не за подолг период, вика што си направил нешто чудно, вика не приметувам дека уствари немам капче, имам коса. И вика, и вака ќе му кажам дека коса, вика, знаеш, шокирани, многу интересно чувство. Вика, многу добро ова изгледа. Као не ми се верува, јас сум слушал вика дека нема така добри резултати. Најдобар совет што можам да го дам е да не слушаш други што ќе ти кажат, да не гледаш резултати на други, резултатот индивидуален. Ќе ти каже докторот кој ќе отидеш на таа фри консултација, не се плаќа ништо. Он ќе ти каже бива, не бива, бива така. Оди, пробај сам. Овдека резултатот е индивидуален, чувството е индивидуално. Болка нема, гарантирам, пробана работа, друго се одлука до тебе. Значи треба да си одлучиш да отидеш и да го направиш тоа. Ете викам, не губи време и оди утре. Таму се многу фини, дечки да се топ, значи ќе те пречека, млади луѓе се сите, многу јако, многу се професионални, не те оставаат така да седиш да чекаш, значи нема она да не знаеш кај си што се случува, одма те прима некои културни се, можеш да се разбереш на 4-5 јазика, 6 јазика, со збори француски, зборат француски, буквално. Ми се случи мене додека одев на тие првите 10 дена, седнам и до мене дечко седи, ја му почнувам правам муавет, знаеш, викам, како што ме гледа вака, викам, мој да не ми се наѓите нешто. Од Франција дошло, викам. Вика, извини, вика, не те разбирам, вика, знаеш, викам, гледа, ако свати, викам. Од Франција дошол да направи. Имаше топ резултати. Ја и он сме исто време, цело време се покаѓавме на вакво термините, дури после тоа почнуваме еше муавет да се правиме на англиски. Многу е профи екипата, профи си ја завршува работата, третманот е фантастичен, се осеќаш као да си у странство, као да си у Македонија. Што ти кажам за крај? За крај можам да речам, нема мисли многу, иди дома, не треба ништо да спакуваш, таму се ги ти дадат. И вода, и храна, и се што ти треба, ништо не ти треба да си понесеш со тебе, само треба да се појавиш. Иди таму, појави се, кажи Фичо ме прати и завршена работа. И се гледаме со коса. Чао!